Целта на оваа средба, поточно фокусот на оваа средба беа досегашните активности на двете институции, како и напорите за подигнување на свеста за почитување на изборната регулатива беа во фокусот. Меѓутоа, првиот човек на Агенцијата за медиуми, Зоран Трајчевски, рече дека во сабота треба да биде готов и првиот извештај од мониторингот на медиумите во првите 10 дена. Тој ќе им биде доставен на членовите на привремената комисија, кои потоа ќе имаат рок од 3 дена да се произнесат доколку имало прекршувања и да побараат мерки за понатамошно постапување. Можеме овде да ја погледнеме изјавата од Зоран Трајчевски, директорот на Агенцијата за медиуми. Извештајот ќе биде готов. Законскиот рок е 6 дена по завршувањето на првите 10 дена. Тоа е сабота. Во сабота ќе биде доставен извештајот до привремената комисија и тие ќе имаат рок од 3 дена да се произнесат по извештајот и доколку сметаат дека има одредени прекршувања на законот, да предложат преземање на соодветни мерки кон одредени радиодифузери. Ова беше изјавата на Трајчевски, додека првиот човек пак на Државната изборна комисија, Александар Чичаковски, рече дека очекува во наредниот период, собранието да се произнесе околу надминувањето на оној праг од плюс минус 5% во шестата изборна единица, со оглед на тоа што ДИК достави допис и до собранието и до Министерството за правда, бидејќи, како што рече, доколку не се исправи оваа недоследност, се доведува во прашање еднаквоста на избирачкото право на граѓаните во шестата изборна единица. Можеме овде да ја погледнеме и изјавата на Александар Чичаковски, првиот човек на Државната изборна комисија. Во рамки на нашите надлежности по редовното квартално ажурирање, ние доставивме податоци до Министерството за правда и до Собранието како надлежен орган да подготват и да донесат измени на изборниот законник. Останува на Собранието соодветно да го адресира ова прашање. Несоодветното, односно надминувањето на прагот од плюс минус 5%, дефинитивно го доведува во прашање еднаквото право на глас на сите граѓани во Република Македонија. Ова беше изјавата на Чичаковски. Оно што го имаме последно како информација, од Министерството за правда е дека сепак ќе остават на собранието да се одлучи дали ќе има прекројувања на шестата изборна единица, дали ќе има измени на изборниот законник, од каде пак што собранискиот спикер Велјановски извести пред неколку дена дека за ова ги информирал координаторите на пратеничките групи на партиите за да се договорат дали ќе се поднесат барање за измена за прекројување на изборните единици во земјава, за да се исправи и оваа недоследност, односно надминувањето на прагот од дозволените плюс минус 5% за шестата изборна единица. Тоа за сега би било се овде од Агенцијата за медиуми по средбата која што ја одржа, работен состанок на членовите на Државната изборна комисија со членовите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелно медиумски услуги.